Со откинување на првото јаболко во рамките на манифестацијата Преспански јаболкобер, денеска официјално почна годинашната берба на Преспанското јаболко. Бербата почна традиционално на големиот христијански празник Крстовден, а берикетен род на Ресенчани им посакаа градоначалникот на Ресен Ѓоко Стрезовски, представникот на Обединетите нации UNDP во Македонија Луиза Винтон, а на настанот беше присутен и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Јаболката, како што истакна градоначалникот Стрезовски, е производ од кој екзистираат најголем дел од граѓаните во Преспанскиот регион, но годинава производството е смалено поради мразот кој ги зафати овошките во средината на април. Оваа година, заради доцните мразеви кои што ги нападнаа овоштрниците некаде во втората половина на април месец, производството е драстично смалено. Значи, оваа година очекувањата се дека преспанскиот јаболков род ќе биде некаде помеѓу 20 и 30 илјади тони, што во износи, што во печалба би рекол, односно загуба на преспанските овоштари, значи некаде близу 20 милиони евра помалку во џебовите на преспанските овоштари. Ова беше исклучително лоша година за целиот земјоделски сектор, истакна денеска министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој одресен упати порака до овоштарите дека вчера со одлука на владата е деблокиран процесот за исплата на обештетување на земјоделците кои претрпеа штети од временските непогоди кои се случија во 2016 година. Најмногу пријави за штети има во Ресенскиот регион, односно 2300 земјоделци поднеле барање. Владата вчера ја разгледа мојата информација, донесе акцијски план, имаме документ мислење од Министерството за финансии дека пари ќе бидат обезбедени или од програмата за земјоделство или од програмата на Министерството за финансии од делот на резервите кои што ќе бидат префрлени во нашата програма. Парите земјоделците ќе си ги добијат. Јас направив се надчовечки напори да најдеме решение на овие законски лавиринти во кои што како нова влада бевме доведени. Се со цел да најдеме решение и да направиме што побрзо постапка. Сега, откако оваа нова комисија ќе ги прегледа елаборатите со општинските комисии, се надевам дека тоа ќе го направат во најбрз можен рок, односно до завршувањето на мандатот на оваа локална власт и на овие општински изборни комисии, веднаш овие барања, овие прилагодувања согласно Законот за земјоделство ќе бидат испратени до Бирото за судски вештачења, каде што ќе бидат приоритетно земени во работа. Николовски додаде дека до Бирото за судски вештачења испратени се 14360 барања за исплата на обештетување од временските непогоди, кои се случија во април 2017 година. Од 34 општини, од кои 1700 барања се од Ресен. На манифестацијата Преспански јаболкобер присуствуваше и амбасадорката на Обединетите нации во Македонија Луиза Винтон. Винтон подсети на реализираните проекти преку програмата на UNDP во Преспанскиот регион, посочувајќи на бенефитите од еколошкото производство и заштитата на животната средина и додаде дека поддршката и соработката ќе продолжат и во иднина.